Добро вечер во 360 степени. На почеток ве поканувам да ја видиме најавата за темите на кои работевме за ова издание. Уставен тргна кон укинување или поништување на методологијата според која беше спроведен последниот попис. Ние очекуваме дека методологијата ќе биде поништена и резултатите од пописот остануваат онака како што се првобитни, без категоризација. Во суштина сака да каже дека треба да ги вклучиме и нерезидентните жители во категоријата резидентно, тогаш ќе треба сите да ги вклучиме. Реакции за препораката од антикорупцијска за допрецизирање во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Не изненадува и не загрижува што насока за ограничување на пристап до целокупна документација доаѓа како препорака од Државната комисија за спречување на корупција. По изјавите на еврокомесарката Марта Кос дека Црнагора и Албанија до 2029 ќе бидат подготвени за членство во ЕУ. I think there's a strategic opening for North Macedonia. It could still join those two. Треба ли да се укине фондот за иновации и технолошки развој како што заклучи владата? Беа доделувани средства за иновации во правење на пица, 240.000 евра за биоразградливи хулахопки. Почнуваме со историите. Уставниот суд неодамна донесе одлука да поведе постапка за оценување на уставноста на методологијата по која беше спроведен пописот во 2021 година. Станува збор за подзаконски акт донесен од тогашниот директор на Заводот за статистика, со кој меѓу другото се определија категориите на население што ќе се попишуваат и ќе влезат во така нареченото вкупно население. Мнозинството уставни судии сметаат дека со подзаконски акт се уредила законска материја. Што во практика би значила укинувачка или поништувачка одлука на Уставен пред се за резултатите од пописот кој по 2001 во земјава е и политичка, а не само статистичка операција? Александар Димитриевски трагаше по одговорите. На земјава и требаа речиси 2 децении за да спроведе попис на населението по претходниот, оној во 2002 година. Зошто? Затоа што наместо само статистичка, тој кај нас е и политичка операција. Ова е грубо упростување, но во суштина работите стојат вака. Политичарите македонци пред секој попис инсистираат тој да ги опфати само жителите кои што живеат во земјата, а не и оние кои што се одселиле, повикувајќи се на европските и стандардите на Обединетите нации. Политичарите албанци пак сметаат дека е дискриминаторски да се отфрли диаспорада, поради тоа што процентите во земјава даваат и одземаат права на етничките заедници. Па за воопшто да има попис во 2021-та, мораше прво да се најде разумен компромис меѓу тогашните владеачки партии. Еве и како се дојде до него. Во законот од пропаднатиот попис во 2011-та и во законот за пописот од 2002-та, иако со различни зборови беше дефинирано дека за вкупно население во земјата ќе се сметаат лица кои имаат живеалиште во РМ без оглед дали во моментот на пописот се дома или на друго место во државата, странци со одобрение за престој, лица кои имаат живеалиште во РМ, а за време на пописот се во странство, но не подолго од 12 месеци пред неговото спроведување. Македонски државјани кои работат во дипломатско-конзуларните представништва во странство или се во странство за други потреби на државата. Или, во претходните закони за попис јасно беше дефинирано дека во вкупно население во земјава не влегуваат лицата кои се на работа во странство повеќе од 12 месеци, односно диаспората. Но во законот за попис од 2021-та нема дефиниција што представува вкупно население во земјата, односно кои категории го сочинуваат. Наместо тоа, од членот 6 пишува дека лица кои ќе се попишат се државјани на РСМ кои имаат живеалиште или престојувалиште во РСМ без оглед дали во моментот на пописот се наоѓаат во РСМ или во странство, странски државјани кои престојуваат во РСМ со одобрение за престој, лица без државјанство кои во моментот се затекнати во РСМ. Што ќе се брои како вкупно население во државата, како категорија, влезе во друг документ, методологијата за попис. Тоа е подзаконски акт кој не го носи собранието, туку директорот на Државниот завод за статистика. И, таму, пишува дека за вкупно население во земјата, наречено и резидентно, ќе се сметаат горе-долу истите категории кои беа наведувани во законите при претходните пописи, вклучувајќи го и клучниот аспект, дека во резиденти влегуваат државјаните кои се во земјата и оние кои
имаат место на живење во РСМ и се нејзини државјани, а во времето на пописот престојуваат во странство помалку од 12 месеци поради работа или друга причина, како и членовите на нивните домаќинства кои престојуваат со нив. Со други зборови, соломонското решение беше во законот да стои дека се попишуваат сите, а во подзаконскиот акт да се дефинира кои граѓани ќе се сметаат како вкупно население во земјата или резиденти, а кои како диаспора или нерезиденти. Против таквиот пристап, иако со 3 години за доснување, иницијатива пред Уставниот суд поднесе Скендер Реджепи, пратеник од Европскиот фронт, предводен од ДУИ. Неодамна, судот иницијално му ја прифати и одлучи да поведе постапка. Реално, ако гледаме правно, одлуката беше очекувана. Ако гледаме политички, одлуката беше зачудувачка. Зашто велам така? Од низа други одлуки кои што направи огромна политичка штета, се очекуваше дека и ова ќе помине на таа линија, меѓутоа од реалниот правен аспект изгледа било невозможно да го премостат оваа иницијатива да ја премостат. Реджепи ја оспори методологијата за пописот. Според него, во неа се воведени категориите резидентно и нерезидентно население, без за тоа да има основа во законот за попис и во уставот. Но во законот за попис има фуснота дека тој е усогласен со меѓународни документи кои пак дефинираат дека на попис не се попишува диаспора, туку само население кое е во една земја повеќе од 12 месеци. Тоа според Реджепи не е релевантно во случајот. Законите во Република Северна Македонија и уставот се многу побитни од правниот аспект од било кој меѓународен документ за нас ко граѓани. Значи, доколку имаше таква најава, тоа требаше претходно да биде внесено во законот и да тогаш ќе бевме сведоци дали ќе поминеше таков закон за попис. Се е чисто со методологијата. Таков е ставот на Апостол Симовски кој го донесе овој сега оспорен документ и во чие директорување со Државниот завод за статистика се спроведе пописот во 2021-та. Во аргументацијата, тој прво ни кажа дека законот дал основа да се попишат сите државјани, а во методологијата само е дефинирано резидентно и нерезидентно население, какви што се впрочем препораките на Обединетите нации и на ЕУ. Методологијата во суштина представува они технички дел, како се спроведува пописот, деталите околу спроведувањето на пописот, што се опфаќа со пописот, сите белези кои што се делат пописот и слично. И оваа методологија базира на препораките, тоа е еден документ кој што го носат Обединетите нации, односно Економската комисија за Европа, дело за нас, заедно со Евростат, и кои што се, каде што се определуваат правилата, како се спроведува пописот и што се ќе биде вклучено во тој попис. Во разговорот со Симовски го отворивме прашањето дали методологијата е во согласност не само со меѓународните документи, туку и со законот за попис. Значи во законот е запишано дека се попишува и резидентно население како категорија и се прави обид да се офатат што е можда повеќе, бидејќи немате никаква... Но не се користи терминот резидентно. Се користи и резидентно и нерезидентно. Го има по законот, но не се дефинира што значи резидентно, а што значи нерезидентно. Тоа е дел на методологијата. Извинете, само во кој дел, во кој членови од законот се споменува резидентно и нерезидентно? Верувате ми, не знам точно кои членови се, но при дефинирањето на единиците на попис, во тој дел. По интервјута направивме двојна проверка и уште еднаш се уверивме дека ниту во единици кои ќе се опфатат со пописот, ниту во другите глави од законот не се споменува резидентно и нерезидентно население. Така, се чини заклучили уставните судии, судејќи по одговорот што го добивме на прашањето. Зошто одлучиле да поведат постапка по иницијативата на Скендер Реджепи. Судот се сомнева дека тогашниот директор кој раководел со Државниот завод за статистика се ставил во улога на создавач на норма, односно законодавец, воведувајќи посебни категории во методологијата, вкупно резидентно население и вкупно нерезидентно население, кои всушност не се предвидени со член 6 став 1 алинеа 1 од законот. Од анализата на содржината на оспорените делови на методологијата во корелација со одредбите од Законот за попис на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 година, произлегува дека со методологијата
треба да се дефинираат единиците кои ќе се попишуваат и белезите за кои ќе се прибираат податоците, но не и да се прави нивна категоризација. Во одговорот, од Уставен не ги споменаа меѓународните документи кои стојат во фуснотата во Законот за попис. Може би ќе ги има во решението кое треба да го објават деновиве. Затоа ги проверивме сами и најдовме дека во регулативата 763/2008 на Европскиот парламент и Советот на ЕУ јасно стои дека лицата кои единствено треба да се сметаат за жители на едно географско подрачје се оние кои живеат во нивното вообичаено живеалиште континуирано најмалку 12 месеци пред референтниот датум на попис или оние кои пристигнале во нивното вообичаено живеалиште во 12 месеци пред референтниот датум на попис со намера да останат таму барем една година. Бидејќи беше најсоодветно за темата, проверивме како поминало ова правило кај соседна Албанија, која спроведе попис во 2023 година. Употребени се идентичните зборови со кои практично се вели: диаспората не е предмет на попис. Зарем треба да се согласиме со другите држави? Значи, може да ни се блиски сите држави од околу и цела Европска Унија. За нас е битно да се сочуват етничките интереси кои што жално се поврзани со резултатот на пописот. Суштина на пописот фотографија во даден момент на една земја од аспект на населението. Така да не можете вие на таа фотографија да бидете и да не бидете донесени. За волја на вистината, дефиницијата за вкупно население во соседна Албанија и категориите што ги опфаќа се напишани во тамошниот закон за попис, како што беа запишувани кај нас при претходните пописи. А сега Уставниот суд ќе одлучува врз основа на последниот домашен закон и методологија. Тоа подразбира барање на мислење од доносителот на актот, уставно-судска анализа и подготовка на предлог за одлучување. На прашањето пак, што ќе значи за податоците од пописот ако Уставен и во втора фаза го потврди сомнежот за законитоста на методологијата, ни одговорија: Одлуката може да содржи предлог за укинување на оспорените делови или за нивно поништување, ќе бидат земени сите околности што се од значење за заштита на уставноста и законитоста, а особено тежината на повредата и нејзината природа и значење за остварување на слободите и правата на граѓаните или за односите што се воспоставени врз основа на тие акти во заштита на правната сигурност на граѓаните. Вообичаено, укинување на дел од законски или подзаконски акт значи дека тој дел престанува да важи од моментот на носење на одлуката па во иднина. Поништување на дел од законски или подзаконски акт значи дека тој дел и актите донесени врз негова основа престануваат да важат и во минатото, како воопшто да не постоеле. Од Уставниот суд, во конкретниот случај, не добивме подетално објаснување што ќе значи едното, а што другото во однос на резултатите на пописот. Дали тие ќе бидат доведени во прашање. За подсетување, резултатите од пописот покажаа дека во земјава како резиденти живеат 1.836.713 луѓе. Како нерезиденти се попишаат дополнителни 260.606 лица. Околу 350.000 државјани кои живеат во диаспората не се попишаат. Ако се земат во предвид само резидентите, македонците изнесуваа 58,44% од населението, а албанците 24,3%. Ако на тоа се додадат и попишаните нерезиденти, односот се менува на 54,21% македонци на 29,52% албанци. Подносителот на иницијативата Скендер Реджепи очекува Уставниот суд да избрише поделбата меѓу резиденти и нерезиденти. Ако Уставниот суд постапува правно, согласно Уставот, а не политички, ние очекуваме дека методологијата ќе биде поништена и резултатите од пописот остануваат онака како што се првобитни, без категоризација. Симовски не сака да ја коментира потенцијалната одлука на судот, но вели, ако се поништи методологијата и поделбата на резиденти и нерезиденти, тогаш административно треба да се додадат и сите што имаат државјанство, а не биле попишани бидејќи се во странство повеќе од 12 месеци. Значи и оние кои што согласно регистрите знаеме дека се наши државјани живи и здрави, но не знаеме каде се и не знаеме колку време се надвор. Тогаш веќе би биле некаде околу 2.450.000 население, што не е реално. Зошто тогаш мораше да се бара соломонско решение за последниот, наместо да се тера како со претходните закони за попис?
каде пишува дека се брои само резидентното население. Симовски вели, бидејќи старото решение функционирало само на хартија. И една од причините зашто пропадна пописот од 2011 година токму заради тоа што многумина, заради тоа што не требаше да бидат дел од пописот, единица на попис. Нашите граѓани, државјани кои се надвор од државата, подолго од година дена, се правеа обиди овие луѓе да бидат вклучени во пописот. Сватија тие што го спроведуваат пописот дека со ова ќе се добијат тотално нереални податоци и затоа се прекина пописот. За да се избегне ваквата можност, односно ваквата обид за некакво политичко монтирање на бројките од пописот, ние се одлучивме да ги опфатиме двете категории. Според пратеникот Скендер Реджепи, коренот на политизацијата на пописот лежи во правата врзани за проценти. За да имаме соодветен попис без политичко влијание, треба првенствено овие етнички теми да бидат расчистени согласно Уставот и другите закони, да после пописот на вистина помине глатко како што се предвидува. Кај нас се политизира пописот и секогаш ќе се политизира се додека постои една национална етничка заедница чии права зависат од резултатот на пописот. Од Уставниот суд не ни кажа кога може да се очекува конечна одлука. Каква и да биде, ако не влијае на последниот попис, сигурно ќе има големо влијание врз политичарите на кои ќе им се падне задачата да го прават следниот. Ќе почекаме конечната одлука на Уставниот суд. Невладините организации, особено оние што се активни на планот на борбата против корупцијата, реагираа на препораките на ДКСК наведени во извештајот од спроведена антикорупцијска проверка на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Сметаат дека тие не само што ја подкопуваат улогата на ДКСК како клучна институција за спречување на корупцијата, туку и директно отвораат простор за нови коруптивни злоупотреби, особено во сферата на јавните набавки. Од ДКСК сметаат дека наодите им се на место. Сторијата е на Галена Николовска-Ризвановиќ. Една од најмоќните алатки во рацете на новинарите, истражувачите и граѓанските организации за независна контрола над работењето на институциите е Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Тој овозможува секој граѓанин да има право да побара и да добие информација од државните институции, установи, предпријатија, општини па и партии за нивните приходи, расходи, плати, број на вработени и меѓу другото и за јавните набавки. Целта, како што е наведено и во самиот закон, е да се обезбеди јавност и отвореност во работењето на имателите на информации. Токму овој закон, минатата недела се најде како втора точка на дневен ред на седницата на Државната комисија за спречување корупција. Вршеле антикорупцијска проверка и заклучиле дека во него има точки кои представуваат потенцијален ризик од корупција. Членката на комисијата Софија Спасова Медарска рече дека е проблематично што институциите треба да ја информираат јавноста со целокупната документација за јавните набавки, концесиите и јавно-приватните партнерства. Таквата формулација поради својата неопределеност и опширност остава простор за различна примена и селективно постапување, со што се создава регулаторен ризик од корупција, но и потенцијално преоптоварување на институциите со објавување на податоци кои веќе се доставуваат до надлежните органи како што е Бирото за јавни набавки. Непрецизното уредување на транспарентноста може да доведе до објавување чувствителни податоци, како што се деловно доверливи информации, податоци важни за конкуренцијата или лични податоци. Ваквото објавување може да предизвика неправедна економска предност за одредени субјекти или повреда на правата на трети лица, вклучително и правото на заштита на лични податоци. Токму оваа забелешка на антикорупционерите е причина за остра реакција од платформата за борба против корупцијата, во која членуваат редица кредибилни невладини организации. Данче Даниловска-Бајдевска од Метаморфозис, инаку самата експертка од областа на слободниот пристап до информации, оценува дека ДКСК со забелешките помага за уназадување на транспарентноста на институциите. За еден превентивен механизам, како што е ДКСК,
да даде препорака за дорегулирање, додефинирање или преиспитување на терминот целокупна документација за пристап до јавните набавки е абсурдно да го направат тоа, затоа што сметаме дека токму преку работата на граѓанските организации и истражувачкото новинарство, голем дел од судските случаи кои што се водат за злоупотреби на државните ресурси се токму поради пристап до целокупна документација. Дури има и спречени се штетни набавки, баш поради пристапот до документацијата која што се однесува на јавните набавки. Исто така би сакала да истакнам дека овој закон за слободен пристап во светот постои за да ги отвори, велат, темните ходници на управата, на администрацијата, да се објават информации поврзани со државните трошења. Даниловска Вајдевска смета дека е симптоматичен и моментот во кој ДКСК излезе со забелешките. Веќе 5 месеци работна група подготвувала измени на законот. И тоа во унапредување или скратување на роковите за пристап до информации, затоа што нашиот рок моменталниот од 20 дена да добиете пристап до информација најдолг во регионот. Дополнително, работната група работеше на прекршочните одредби за да се усогласи, односно да се утврдат прекршочни глоби за функционерите, значи за министри, за директори, кои што го ограничуваат пристапот или не овозможуваат извршување на решение од страна на второстепениот орган, агенцијата. И ова е уште еден момент што предизвика кај нас реакција. Минимум што можеше ДКСК да направи е да не консултира за да има еден независен објективен извештај во однос на антикорупцијската проверка на законот за слободен пристап. Критична кон загриженоста на ДКСК дека институциите можат да објават и премногу информации е и надлежната државна институција за спроведување на законот за пристап. Директорката на агенцијата Пламенка Бојчева вели дека не може во закон да бидат опфатени сите информации што треба да се објават и дека нема потреба да се дообјаснува. Целокупната документација не збунува, поготово не е збунувачки кога станува збор за невладиниот сектор, организации од граѓанскиот сектор или новинари, истражувачки новинари, бидејќи тие ја знаат постапката за спроведување на јавна набавка и точно знаат кои документи им се потребни и најчесто, значи таксативно ги набројуваат кои документи ги барат и кои што ја опфаќаат цела една постапка од одлуката за спроведување на јавна набавка до склучувањето на договорот, па и реализацијата на самиот договор по таа јавна набавка. Затоа сметам дека секое ограничување во овој дел би значило враќање чекор назад. Од друга страна, и самиот закон за јавни набавки во начелата, едно од основните начела на кои што се темели законот за јавни набавки, токму начелото на транспарентност, односно вели дека постапките за јавни набавки се спроведуваат на транспарентен, отчетен, одговорен начин. Бојчева подсетува и дека заштита од објавување лични податоци е опфатено со други закони, а кога се во прашање класифицираните информации, има јасни исклучоци во Законот за слободен пристап. Деловната тајна, нашиот закон не познава исклучок од пристапот до информации од јавен карактер поради деловна тајна. Исто така и за класифицираните информации не имаме веќе востановена пракса, само треба имателот на информација да докаже дека станува збор за класифицирана набавка. Меѓутоа, пак ќе наведам дека во постапките за јавни набавки сметам дека нема класифицирани, бидејќи постои посебен закон за јавни набавки во делот на безбедноста и одбраната и тие се спроведуваат по тој закон. Дополнителни објаснувања побаравме од антикорупцијската комисија. Во однос на нивната забелешка за терминот целокупна документација, велат дека нашле ризик за селективно постапување и различна интерпретација со таквата терминологија. За надминување на овој ризик, Државната комисија препорачува законодавецот прецизно да го дефинира поимот целокупна документација за јавните набавки, во согласност со начелото на транспарентност уредено во член 6 став 2 од Законот за јавните набавки, кој таксативно ги наведува видовите документи што се сметаат за информации од јавен карактер, и тоа со објавување на планот за јавни набавки, огласите и известувањето од овој закон, тендерската документација и договорот за јавна набавка, како и нивните измени и дополнувања.
Најавните критики пак од антикорупцијската комисија велат, се што е нотирано е со цел да се подобри, а не да се намали слободниот пристап до информациите од јавен карактер. Од тука препораките на Државната комисија во ниту еден случај не се во насока на намалување на транспарентноста на институциите во однос на постапките за јавните набавки. Напротив, истите имаат за цел да обезбедат прецизирање на законските одредби, намалување на ризиците од злоупотреба на дискреционо одлучување на имателите на информации при објавување на документацијата на веб страниците, поради постојните правни празнини и некохерентната законодавна правна техника во одредбите на законот. Измените на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се објавени на ЕНЕР. До 11 мај е отворена можноста за коментари и забелешки, кои потоа ќе треба да се разгледаат во рамки на работната група. Гледате 360 степени. Треба ли да постои Фондот за иновации и технолошки развој или скратено ФИТР, институција формирана во 2013 за поддршка на стартапи и иновативни компании во земјава? Од владата велат не и препорачуваат негово спојување со Агенцијата за поддршка на предприемништвото. Аргументите се пред се поврзани со наводите за злоупотреби на дел од грантовите што ги даваше ФИТР во изминатите години. Што мислат опозицијата и експертите во областа од Зоран Јовановски? Фондот за иновации и технолошки развој е водечка владина институција за поддршка на стартапи и иновативни компании во Република Северна Македонија. Вака на својата интернет страница фондот ги опишува своите цели и мисија, поставени во декември 2013 година, кога почна со работа. Во своето портфолио, ФИТР вели дека дури 43% од организациите што преку него добиле финансиска поддршка се стартап компании, претежно основани од млади луѓе. Ни беше драго кога се најави како една од најиновативните иницијативи поддржани од Светска банка 2014 година, каде што на Балканот за прв пат, Западен Балкан, Македонија и Србија добија фондови со кои што може да се поддржат иновации и технологија. Значи, намената беше да биде таа иновативна институција која што ќе дава живот, ќе овозможува младите особено да се охрабруваат наместо работат во сервисниот бизнис, да креираат продукти со додадена вредност и да може тие да ги развиваат за македонскиот пазар и да се шират нагоре. Но низ годините фондот го следеа многу скандали, најчесто поврзани со оправданоста на некои од проектите што беа финансирани. Меѓу нив, во јавноста силно одекна проектот за Пица Романа, како и финансирањето опрема за приватни здравствени установи. Стартапите беа во фокус, но потоа се прошири со технолошки развој на големи компании, со времето на короната, па потоа излезе малку и од контрола, давање на средства за ПЗУ, за различни други институции кои што не беа во фокусот, односно стратегијата по тек на време почна да се губи, иако се наметнуваа многу и многу прекрасни иницијативи, во суштина требаше да биде јасно. Треба да биде институција која што ќе насочува пари кон развој на нови компании, кој што ќе поддржува иницијативи, кои што ќе може да продолжат да ги развиваат и ќе има финансии за да го поддржи развојот на таквите компании на странскиот пазар. Во октомври 2024 година, актуелниот директор на Фондот за иновации и технолошки развој, Никола Додов, соопштувајќи ги резултатите од внатрешната ревизија, рече дека буџетот на фондот е оштетен за 3,2 милиони евра. Внатрешната ревизија утврдила несоодветни договори и сомнителни практики, вклучувајќи фирми поврзани со политички функционери, договори со правни неправилности, конфликтни интереси и прикривање на податоци дополнително ги подкопуваа капацитетите на фондот. Сомнителни активности вклучуваат и компании кои добиле повеќе грантови за идентични проекти, како и фаворизирање на одредени градови во државата. 360 степени за ова го праша основното јавно обвинителство Скопје, откаде потврдуваат дека кај нив се активни најмалку 2 предмета поврзани со извршени ревизии и сомненија за злоупотреби при доделување средства од Фондот за иновации во различни временски периоди. Предметите се во фаза на постапка за претходна проверка на наводите. Со оглед на тоа што обвинителството ги евидентира предметите по пријавени лица, а не според институцијата во која е наводно извршено делото, не е исклучено и во други обвинителства да има поднесени пријави по кои се постапува.
Ова се дел од причините што ги наведуваат и од владата, поради кои било решено со процес на реорганизација на институциите да биде опфатен и Фондот за иновации и технолошки развој. Владата реши фондот да го спои со Агенцијата за поддршка на предприемништвото. Го задолжи Министерството за образование и наука да формира работна група која ќе треба да изработи нов или да направи измени и дополнување на Законот за иновацијска дејност, со кој ќе се реорганизира Фондот за иновации. Од Министерството за образование велат дека ФИТР со години придонесувал за развојот на економијата, придржувајќи се до своите цели и мисија. Но министерката Весна Јаневска вели дека потоа одредени структури направиле злоупотреби, со кои фондот неповратно го изгубил својот кредибилитет. За жал, беа злоупотребени околу 3,2 милиони евра според внатрешната ревизија од страна на фондот и 60 компании и 50 приватни здравствени установи. Само да подсетам, значи беа доделувани средства за иновации во правење на пица, 240.000 евра за биоразградливи хулахопки, ќе ви кажам тоа што ќе се сетам, па на компанија за кейтеринг биле доделени средства за производство на козметика на биолошка основа и така натаму. Како и да е, дополнително фондот има вработено многу малку луѓе, 8 луѓе, а поголем број од нив со големи примања воопшто не доаѓале на работа. Според неа, со спојувањето на двете институции треба да се оформи нова која ќе придонесе за развојот на технологијата и иновациите и ќе го стимулира предприемништвото. Се уште немаме име, тоа ќе биде задача на работната група и да го дефинира името, но и целата структура на фондот со неговите обврски, инструментите кои ќе ги користи за подобрување на науката, технологијата и иновацијата. Работната група ја формираме и во неа ќе членуваат луѓе од канцеларијата на премиерот, луѓе од Министерството за образование и наука, од Министерството за дигитална трансформација, Министерството за економија, представници од Фондот за технологија и развој и секако представници од Агенцијата за предприемништво. Од опозицијскиот СДСМ велат дека Фондот за иновации и Агенцијата за поддршка на предприемништвото досега имале две различни функции кои во одреден временски период биле успешно извршувани. Пратеникот и поранешен вице-премиер за економски прашања Фатмир Битичи за нивното спојување вели дека секоја рационализација на институциите треба да има поголем ефект. И во мандатот кој што имаше владата во кој што јас бев вице-премиер, ние зборувавме за рационализација на овие две институции, но зборувавме за спојување уште на две други институции, а тоа е Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони заедно со Агенцијата за странски инвестиции и поддршка на поддршка на извозот. Значи 4 институции евентуално да се спојат во две институции кои што би биле под капа на можеби поголема агенција или пак одредено министерство. Зошто? Затоа што не можете во целиот бизнис екосистем да имате различни одговорни институции. На крај на денот се испреплетени. За потенцијалните злоупотреби, Битичи вели дека нема идеална институција и дека во секоја може да има пропусти, но смета дека за тоа не се надлежни политичарите, туку други органи. Ако го земете целото портфолио на ФИТР наназад 10 години и сватите дека 1 до 2% евентуално се проблематични, тоа е на ниво на статистичка грешка. Но кога управувате со јавни финанси, нема статистичка грешка. Секој еден денар е битен за граѓаните. Така да, ако еден денар е проневерен случајно, институциите одговорни за тоа треба да докажат и соодветно да одговарат тие кои што тоа го направиле. Од невладината организација Стартап Македонија велат дека имаат своји размислувања каков треба да биде форматот на идната институција, што ќе произлезе од спојувањето на фондот и агенцијата, и се нудат да придонесат во процесот. Сметаат дека државата треба да креира финансиски инструменти, да го потикне вложувањето и на приватен капитал, да овозможи соодветна средина за развој и да ја вклучи академската заедница. Тоа што сите се согласуваме е дека би требало да биде поделено за различни категории
и различни програми и финанси кои што ќе се одвојат за секој стейкхолдер кој што е во екосистемот. Зошто го викам тоа? Затоа што не можеме исто да ги таргетираме оние кои што развиваат ракети и оние кои што делкаат дрво. На некој начин не треба ние да знаеме како да направиме ракети, ама е потребно да им дадеме можност за оние кои што сонуваат да направат ракетата и знаат да направат, да имаат ресурсите, поддржани нормално од средствата на владата, да креираат решение кои што ќе направи многу поголем импакт, поголема иновација, поголема додадена вредност, ќе се вратат средства преку одредени механизми и даноци внатре во економијата, младите ќе се вратат, ќе сакаат да работат за такви компании и затоа го гледаме стартапот како една многу битна, да кажеме, алка во начинот на нашата ревитализација на земјата. Стартапите се компании што уште на почеток нудат нешто ново и иновативно и најчесто имаат брз раст. Клучни се добрата идеја и пристапот до фондови. Во случајот со Македонија, клучна ќе биде и најавената реорганизација на институциите, за да не изостане поддршката од државата. Продолжуваме со емисијата. Дали и колку се остварливи најавите од Европската комисија дека Црнагора и Албанија, можеби и Молдавија, ќе бидат подготвени за членство во ЕУ до 2029 година? Има ли изгледи за деблокада на македонскиот пристапен процес? Може ли за тоа да помогне администрацијата на Трамп? Дали новата германска влада ќе донесе и нова германска политика за проширувањето на Унијата? Ова се дел од прашањата во разговорот на Владимир Мирчевски со Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац, Австрија, еден од најупатените за односите на регионот со Брисел и Вашингтон. Mr. Bieber, currently the crown jewel of the enlargement process, if we can use that metaphor, is Montenegro, and Albania is also joining in. Last week, European Commissioner for Enlargement Marta Kos from Sofia clearly stated that it is realistic for these two countries to be ready for membership by the end of the mandate of this European Commission, which would mean 2029. Is such a scenario feasible? Well, it seems to be really what the European Commission wants. It really seems to want to have those two countries join, maybe even Moldova as well, to have one success story or several success stories. And of course, if the European Commission wants it, it's more likely to succeed. It's not the only actor, but of course, it's also sent a signal to the governments of Albania and Montenegro that if they're doing their job, they really can manage. And, we're seeing a real dynamism in both countries. Now, of course, some of it is superficial. Some of it is more ticking boxes rather than substantial reforms. But there seems to be this real eagerness to bring those countries in. So it seems possible by the end of this decade that maybe they're not yet members, but that they have completed the accession negotiations and are ready to join, and then it's just about the whole procedures of ratification, which can take a couple of years. So it seems possible. When we talk about the enlargement, how do you see this process in terms of Ukraine and Moldova? It is expected for Chisinau to open its first cluster after finishing the screening process, but Kiev most probably will not. Why is this so? Well, I think it's clear that, Ukraine is a special case in many areas. Of course, it's the country which really pushed the whole enlargement debate forward in the European Union. I think none of this would be on the agenda without Ukraine. But of course, in Ukraine, there are many other priorities. It's a difficult position because of the crumbling support of the United States, because of Russian advances. So, enlargement is not the highest priority for Ukraine at the moment because it's got other much more pressing issues to confront. Moldova, of course, has a chance to join the group of the three because, again, if Moldova can join together with Montenegro and Albania, it also sends a signal to Ukraine that this process is open and realistic. So I think this seems to be the strategy of the European Commission at the moment, to really focus on those three countries. It's clear that Ukraine, even if it were doing everything it could, would be struggling to join in the foreseeable future because of the war, because of large occupied territories. And I think a lot of EU member states are reluctant to accept Ukraine as it is right now in this kind of, with this uncertainty. There probably could be other measures, like including Ukraine in more policy areas of the European Union, short of full membership. But I think full membership at the moment seems really difficult to attain for Ukraine.
how do you read CDU-SPD coalition agreement in terms of future European Union enlargement? Some media like Frankfurter Allgemeine Zeitung interpret the document like a change, I would say like a shift in German policy towards the enlargement as a whole. Well, indeed, the coalition agreement does mention the need of the EU to reform itself prior to accession. Now, there's a question of whether that's a real change. I mean, it's been always clear that at least for a large-scale enlargement, the EU would have to reform its institutions. So, the risk is that we're over-interpreting this difference. I mean, yes, it seems to be putting more emphasis on change in the European Union, which could be seen as a way to even delay enlargement, because we all know how difficult it is to reform the European Union ahead of enlargement. I would argue that probably one or two countries joining, especially if we're talking like Albania, Montenegro, small in size and without major geopolitical ramifications in terms of problems, they're not future Orbans in a certain way. Then it seems possible that to do it even without those reforms. Whether Germany will be the one blocking seems really unlikely. I don't think Germany is going to be the one blocking. They might be not as eager in supporting the enlargement, but those reforms are necessary, especially when we're talking about more countries joining. And so I think if the Commission makes a convincing case, I don't think Germany is going to stand in the way of enlargement. That would be very surprising. But the key problem I think I see with this point which the German coalition agreement makes is that it's one thing to say the EU should reform itself, but then Germany should take the next step and really initiate a debate on reforming the European Union. Everybody's been talking about it for years, but nobody has been really pushing this agenda and also outlining of how to do it, not just what to do. We know that institutions have to have less veto powers, veto points. There has to be more flexibility, more ability to penalize member states, but we don't know yet how to achieve that. And I think if the German government was able to outline that, it would be able to help the process along. Mr. Biber, as an expert on the situations in the Western Balkans region, but also on matters concerning Brussels, how do you see the position that North Macedonia is in now? How the country, which was considered as a front runner in the enlargement process, has found itself again, I would say, in the European waiting room? Of course, I mean, North Macedonia finds itself in this very difficult position because of that, I would say, rather unfortunate so-called French compromise of 3 years ago, which has put all of the burden of resolving the dispute and the blockages by Bulgaria on the side of North Macedonia, which really makes it more difficult to resolve this issue. So indeed, until North Macedonia changes its constitution and fulfills the requirement it committed itself to in 2022, it's very hard to imagine the country moving forwards towards the European Union. And this is, I think, of course, I don't think this was a good deal back then, and I think it's not helped the country and is in many ways unfair, but this is unfortunately the situation North Macedonia finds itself in today. And there is an opportunity now with 3 years ago, it didn't seem like it was likely that Albania and Montenegro could join by the end of the decade. I think there's a strategic opening for North Macedonia. It could still join those two, because if we look at the preparedness, if we look at the reforms, North Macedonia is not behind the other two countries. It could catch up on the formal requirements very quickly if the blockages with Bulgaria were put behind the country. There are no signs, nor from Sofia, neither from Brussels, that can suggest or that are suggesting changing something in the agreement from July 2022 on North Macedonia's accession process. Do you see any way out soon in the near future? Well, the problem is really that, I think this was a very flawed agreement in many ways, but it was North Macedonia which accepted the agreement. So the agreement clearly states that the requirements are on the Macedonian side. And this is why it's unlikely that you're going to see any willingness of Sofia or the EU to move on this. I think the Macedonian government would be best served to try to find a way
to fulfill those requirements, but also receive guarantees and some kind of security that if it does its part, that it wouldn't be blocked in the foreseeable future by Bulgaria once more. And this is part of the problem of the compromise, the so-called compromise of 3 years ago, that it provides no safeguards, both that the Macedonian position does not require acknowledging the kind of very nationalist demands of Bulgaria when it comes to language and history, but also that North Macedonia will not be blocked once it starts negotiating. And this is, I think, these are key issues which I think there's a strong argument for any Macedonian government to push for clarity on that issue. But the first step, the initiative, has to come from the Macedonian side. You cannot expect, and I think it's unrealistic to expect, that either Brussels or Sofia would take the first step. They both believe, rightly or wrongly, that the ball is in the court of the Macedonian government. ВМРО-ДПМН-led government has been, I would say, heavily investing in building close relations with the new American administration, hoping that this new administration, this new Washington, can help in resolving the issue with Bulgaria. Mr. Biber, do you think that these moves can, I would say, bear any fruit? I think it's more likely to hurt the country in North Macedonia because, first of all, we know how notoriously unreliable the Trump administration is. It has no strategic interest in the Balkans, that is obvious. It has no strategic vision in Europe. It's rather disengaging. So to believe that the Trump administration will be able to resolve or have any interest in resolving the dispute seems really, to be honest, quite naive because, Bulgaria just needs to offer, I don't know, to have built a Trump Tower or some kind of a resort or something like that, and immediately the support will switch to the other side. So there is no reason why the American administration would be committed or in supporting the Macedonian side in this dispute. And of course, if it's about joining the European Union, you have to have the goodwill of key EU member states, of France, Germany, of others, and all of them see the United States now as a problem, as a troublemaker. And indeed, the United States is rapidly becoming an authoritarian state which has an agenda which is completely disconnected from transatlantic cooperation. And that, of course, makes any ally of the Trump administration in the eyes of the European Union rather a problem than a partner. And so in that sense, if the current government led by ВМРО-ДПМН is investing in the relationship with Trump, it's burning bridges with the European Union. So to hope that Trump can help overcome the problem to join the EU seems rather misplaced. North Macedonia in the past years has been, one of the countries the most aligned with the EU common foreign and security policy. And this is a strong argument to convince the EU why North Macedonia is a reliable partner. And risking that for the sake of an unreliable partner, which has very little to offer, both economically, security-wise, and politically, seems really like a gamble, which I can't see paying off for the government or for the country. Thank you. По интервјуто со Флоријан Бибер ве поканувам да одгледаме новата саботажа. Една насочните патишта кога се вози по опозицијските пространства се празни и едноставни за управување. Нема ни потреба да се гледаат совраќајните знаци, бидејќи не постојат никакви препреки и слободно се оди кон целта. Оваа влада нема кредибилитет да зборува за реализација на капитални инвестиции, затоа што и пред кризата нивната реализација на капиталните инвестиции беше катастрофална. Поради тоа што нема менаџмент во институциите, недоволно, како да кажам, компетентен кадар или мотивиран кадар за да може да ги реализира овие инвестиции. Состојбата се менува кога стремежот е остварен. Тогаш веќе не се бара вина во човечкиот потенцијал, туку се акцентира неповолниот атмосферски фронт. Тој реално служи како оправдување за неостварените проекции.
реализацијата на капиталните расходи се одвива согласно планираното. Во јануари, февруари, веројатно ладно беше, снег и така натаму, веројатноста дека ќе имате голема реализација на капитални расходи, бидејќи ние сме повеќе насочени во инфраструктурни проекти, е минимална. Немногу различна е сликата и во останатите сфери. Лесно е да се биде од страната на барикадите од која е нападачката формација. Раката на отпорот постојано е крената и секогаш полна со аргументи. Културата се бори за преживување. Денес културните работници се уште без плата, а нема ниту најава кога или како ќе им се реши прашањето. Не држат изговорите дека тоа е прашање од технички карактер. Министерството за култура имаше повеќе од 6 месеци да ги заврши административните работи. Малку е потешко кога ќе се застане од другата страна. Обврската изгледа не е толку едноставна какви што биле предпоставките, а бирократските и финансиските потешкоти, подолготрени од очекуваните, а одговорноста за нив иста. Не велам дека е лош, велам дека е добар и дека би требало сите да имаат таков колективен договор. Но вие треба да знаете, ако подпишувате еден колективен договор, тој какви последици ќе има понатаму низ годините. Треба да бидете свесни дека ако обезбедувате милиарда за плати, треба да обезбедите уште милиарда и нешто за програми. Проблем со својата програма има и еден од содружниците во ВЛН. Толку му е флуктуирачка што изгледа почнува и да се губи во калкулациите со бројките. Не само што ќе ги изгуби од партнерите, туку во опасност се и коалицијските. Да не зборувам и за делот на ВМРО ДПМН, кој што конкретно во Гостивар, гласовите на ВМРО ДПМН одлучуваат кој во вториот круг ќе стане градоначелник. Така да велам, треба добро да ја пресмета оваа математика. И на крајот, логиката на Таравари никогаш и немала никаква врска со логиката. И 15 министри да понудат, ако не одиме по европски пат, нема што бараме таму. Овој предизборен став од лани не му беше првиот променета, веројатно ниту актуелниот од годинава ќе му биде последен. Тој е навикнат на вакви вербални игранки, додека на вистина не се преигра. Завршуваме за вечер. Пријатно до понеделник во 20:15.